Не стивнуваат реакциите за скандалот кој го тресе Вевчанскиот здравствен дом, каде 6 години млад лекар со спорна диплома ги лекувал вевчанци. Полицијата изврши претрес во оваа здравствена установа. Сега се чекаат понатамошни насоки од јавното обвинителство. Извори за Алфа говорат дека се проверуваат дипломите и на други млади лекари од Вевчанскиот здравствен дом. Во меѓувреме, 33 годишниот лекар кој бил времено суспендиран сам побарал престанок на работниот однос. Воопшто не сум изненаден, вели пензионираниот просветен инспектор Георги Илиевски. Ова се тешки институционални пропусти, а говора дека инспекцијските служби 6 години не стапнале во здравствениот дом. Треба се провери внатре во самата организација, значи на установата како е пример. 5-6 години тој да делува и да работи на ваков начин, тоа е значи стварно слабости кои што се случуваат во инспекцијските служби. И тука треба се види кој него го примил на работа и како го примил, врз основа на кои документации го примил. Мислам и на тоа дека и на Штипскиот универзитет треба да се провери. Во овој случај, државниот просветен инспекторат исто така мора да појде, да види, значи како е дипломиран, како е дадено тоа верение. Лекарската комора дека исто така треба да се искаже за ова. Дали го има во евиденција и кај лекарската комора. Значи тоа е еден сериозен фалсификат, недопуштив. Во една нормална држава не сме да се случуваат вакви работи. Луѓе со спорни дипломи да се учат и вежбаат на пациенти играјки си лекари. Постои ли правен систем во оваа држава? Која е улогата на лекарската комора? Каква е улогата на деканатот на медицинскиот факултет? Прашува Илиевски. Ова е не само што е шокантно, ова е еден голем удар и за нашата држава, Македонија, што ни се случува. Ако порано знаевме што се случува во Косово, во Албанија, па дури во Бугарија, сега ние сме на чело на ваквите криминални дејанија, во образовни дејанија во Балканот и пошироко. Истата година, 2016-та, кога младиот вевчанец се запослил во Вевчанскиот здравствен дом, беше откриен скандал со студентка на медицина која 5 месеци работила како докторка во итна медицинска помош.